Jepá, draga bando, dobre dojdovte povtorno pak. Ова е вашето шоу Не се нервирај. Шо ми се нервираш, море сонце мило, немој да ми се нервираш, све ке средиме се. Животов ке биде, знаеш каков, ко песна, све ке ти биде најубо. Ке видиш ова недела, ако не добиеш на бинго, на она как се викат гребка лутрија стан во Скопје, шо давале за 100 денари, знаеш имало? Гребни па ке видиш све ова недела, ке ти биде до толку препона и преубо, шо не знам, дури маче да стапнеш ке направи охо, right, baby! О, да. А ако не се деси, шо правиме? Не се нервирај. Шо да правиш друго, море пиле златно? Дали сме спремни за денеска? 5 нови ствари со кои шо премногу се нервирам. А ние овде ке се зезаме. Број 5 за денеска. Лоши возачи. Одма знам шо ми се врти во умот, ама не се работи за штиклица овде. Не. Море ман, ако немат шофер, добро знаеме шо ке речиш, ворете. Шо ке речев, море, па кити, море, немаш ни мадина да чуеш шо ке речам, камо ли да речам мадина. Добро е, брато, лавај. Не, овде не зборуваме за такви работи. Не зборуваме дури ни за оние што се препредпазливи шофери, што ќе озгужват воланон од стегање и не се движит со километри на час. Не, се движит со милиметри на час. Добро е, колава работит, до вгодина ќе стигнеш некаде, пример, унде понака. Се движит бавно ко желка заштитена од оние големине што ги имат на Галапагос, целата шо е смирена, што не и се брзат никаде и се движи двака, па застани. Па погледни, има некој лево? Не, чекај сега. Од другава страна да се свртам, нема никој ни десно. Значи, во овој миг што требаше да се направи, да, можам сега да помини, ама не брзај. Не зборуваме за тој тип на возачи. Тие се дури на некој начин и симпатични, заш најлошото што може да ти се случи со овој тип учесници во сообраќајот е да се закасниш за на работа. Нема да погиниш. А нешто од што не можеш да погиниш, може само да направи да останеш без работа. Не зборвиме за оној тип на лоши возачи што не го оставет телефонот дур возат. Ма кој Bluetooth, човече? Ма кои слушалици, не знам кој помаг. Не, бе, златен, дур не застаниш ти со лактото од ова страна подпрена со возачко, обтегнат вака, да му објасниш на братов дека кафео што го пијаше денеска мореман во кафичов, преако беше топ, знаеш какво, убајна манеизолација, што сакат нека имат, брат. Све ќе ти прераскажаме за тој тип на возачи правиме муабет. И тој не брзат никаде, зашто мора да му дораскажит на братов ти текви се имире. Или уште полошо, пишит порака од кралу на мултитаскингот. Ти кој што немаш очи за перцепција и уши. Не, ти имаш Google е со тебе, тој со 7 дронои те пратет, ти дур возиш и тебе не ти треба да гледаш во патот, не, воопшто, јас сакам ќе возам навака, ќе гледам навака и се ќе биде окей, нормално ќе биде, заштите кој ќе видиме колава твоја правиме,
Зато ќе биде окей. Имам решение на овој проблем, да не мислите само овој Колче овдека дојден само трици да јај негативистички и ние во душичево кој што сме вака ултра хипер нервозни, уж толку да не нервира. Не се нервирај, не. Имам решение. Например, во секој град мора да имате еден булевар на мороните. Еве така да го булевар место булевар туристичка, нека се викаат булевар моронистичка. И таму си оиш ти на булеваров и таму ти што сакаш прави, глата скрши ја ако сакаш, не знам. Тоа што те возбудуваат, тоа направи го. Дали сакаш да зборвиш со братов да му прераскажиш со лајчето стаено или сакаш да пишеш со две раце, ако сакаш пиши сами од себе си, комуницирај си. Со себе направи си вибер групица и комуницирај си. И ако преживееш таму со сиве морони што се собрани, се е тогаш во ред. Се ќе ти биде простено. Сите прегрешенија ќе ти ги простиме. Ќе ти ги простиме. Број 4. Што ако не плюкање на улица? Како ми се осеќа. Да, во 21 век во цивилизирано општество се случува. Не кажи ми дека немаш видено, зашто ако немаш видено, остај го клипов на пауза, излези надвор за 10 секунди ако не видиш некоја поминина напред. Јас ево. Саш да пробаме? Мислам полбо да не пробвиме, зашто ќе се деси. Плюкање на улица. Ова може да биде нормално само во еден единствен случај, а тоа е ако си во некоја трка, трчаш 120 километри ултрамаратон, веќе не е калории, душата ја имаш дајано за да победиш, се бориш за златен медал и откој ќе победиш, готово ќе речиш појќе, чекор нема да направам во живот. Гото дехидрира, све даде од тебе. И ти се лепит во муцето, се напитро вода, ти се лепит во муцето, ма ти не можеш појќе да издржиш и веќе не можеш сега да речиш, дечки, мала пауза, ке тркнам до, извини, учителке, може до повеце. Не можеш тоа да го речиш. Заш е ултрамаратон и се трудиш да победиш. Не можеш дојш во веце таму да размениш течности, троке дам, троке земам, ке видиме свака друга добија. Не, зато дур трчаш, публикава навива, викат браво! Шампиону! Напред наши! И слично, и ти не можеш, готово, уште 100 метра се тука, или ќе се победи, или готово. Поќе не може, не мислам. Залепи муцето и тука земаш и шљакатуф, даваш се од себе. Само тогаш. Иначе, не. No way. Не, мајсторе. Поготово не во ова време на пандемија, човеку. Ти кој ќе плюкниш, тоа не е плунка, тоа е како, не знам, коработ од Ное за бактерии и за вируси. То знаеш внатре како е, ко спацентари ме, преубо. Кој ќе го шљахниш на тротоар, вака. Добро е, Колче, добро е, брат, добро е, свативме, царе, браво, леле, лайк, супер, ке ти сабскрајбниме, само не давај вакви сочни примери. Убаво е, добро, не давам поќе, не се нервирај. Број 3 за денеска. Деца шо пиштат. Кој ова? Златни мои луѓенца го немат осетено, а под осетено подразбирам, значи, дете да ти пиштит. На секои 30 секунди, дење, ноќе, од понеделник до недела, од сега до вечни векови. Или, народски кажано, да си родител. Кој ќе речет, јас сум родител. Цртичка старател. Тоа е. Тоа значи ти имаш слушнато работи во животов. Значи, кој ова го нема осетено, не знајте. Не знајте. Точка. Не прам овде муабет да подслушниш во далечината таму некаде. Писок на детенце кое што, ја загубило контролата врз својот велосипед и се тимбоса негдека врат капна се закачи. И писна.
и дури не го слушаш неговото, ко ехото го слушаш, ко нешто таму, како со миксета, ко за насвадба озвучено да звучи. Не знаеш дали да трчаш да поможиш или песна да нарачаш. Не правиме муабет за тоа. То дури е симпатично на некој начин. Тоа е како она трајал верзија. Те пуштат да пробаш, ако не те бендиса, дури се спремни и да ти ги вратат парите назад. Ти го ќе станеш родител. Море пиле златно, немат враќање назад. Кои пари ќе ти ги врателе назад? Не, бе, златен. Ти шо мислиш, на свадба се фрлет со пари за тебе, се ќе погиниш. Зато, дури ако решиш да се премислиш отпосле, ако решиш, кој бе, овие да ми пиштат цел живот. Не, бате, кај сум спремен јас за ова, ти пушти ме в кафана, ќе издржам, вака, не, соткажвам, ќе соткажиш, не само што нема да ти ги вратат парите назад, поќе ќе те кошта. Зато, возрасен човек, кој ќе речи некој дека бил кул, знаете на шо мислит? Не мислит на некој батка со тетоважи целиот, што возит Харли Девидсон со женска позади и со кожна јакна. То не е кул за возрастна личност. За возрастна личност кул е некој што ја поштова тишината. Во игротека или некаде, или по улица, во детско паркче, кога ќе видиш друг родител. И тој нешто сакат да ти кажи, ама од почит кон тишината, ништо не вели. Само ќе се сврти и ќе тополи два кај само ги направи. И ти му кажеш, све се разбравте. То не е родител, тоа е джедај. Затоа што за секој родител тишината е злато. Силенцио! Број 2 е една од работите најпојќе што ме нервират во светов, а и се смешни истовремено. Знаеш што е? Кој ќе сакат некој да скокне, заш 2-3 чекори се спремат. Еве повелете, одгатнете ми ова мистерија на животот. Демек, пред да скокнам, треба да скокнам и место само скокаш, just jump, just do it, не, мора 2-3 чекорчиња да имат, малце да повезиш. Опа! Зошто објасни ми? Колку е препонај преглупо? Го немаш виден ова? Молим те, обрни внимание. Денот има да ти почне преубо. Се припремат 2-3 чекори, двокорак, за да скокнел. Море, брат, животов не ти е мюзикал од Бродвеј, па сега ти тука имаш една мала соло точка, една увертира и сега кога ќе дојде моментот во хореографијава во песничево, требит на диригентов да му даеш малце како се викат, да му даеш малце знак, демек сега ќе скокнам, спремете се, за да може оркестаров следит, чекат знак и ти даваш знак, скокаш и тие одма те следят 70 виолини. Не работиш, море, брат, во цирк ду Солеј, па сега треба да направиш тројно салто назад, па ти треба припрема. Не, единствениот челендж што обичен граѓанин може да го имат во секојдневниот живот е да прескокнат вир со вода на пешачки. Не ти требат припреми за тоа. Не е на Олимпијада па златна медалја ќе добиеш. Или ќе прескокнеш, или ќуль ќе се направиш. Тоа е. Број 1 за денеска. Луѓе што зборват на кино. Мислам... Не култура е... Некултура е поим кој што означуваат група на граѓани, значи ти имаш овде културниве и овие малце се некултурни, не се баш за ова група, не можеш да ги ставиш. Некултурни се. Дури овај што плюкат на улица, појќе го поштовам од некој што зборвит на кино. Мора имаме платено за да уживаме во настанот. Мислам, тоа е, дур гледавме на кино филмови. Ама пример велиме, уште ме боли душичево. Зборвит и то со глумциве директно пуканки гнетит и си пред муабет. Ова вика пример, море, ова како му рече, заш мор, го сакаш, леле, акреп овај, види го сакала.
Кого сак... Леле. Спаси, аморе, спаси, леле, господе мој. Најглупо е кога ќе му го слушаш внатрешниот монолог на типов или типкава. Што се изборувате? Леле, нека се земер. Мор не е турска серија ова за да се земет на крај. Намерно нема се земет, знаеш заш? За да изгубиш. И уште еднаш на кино да не доиш. И после ќе се нервираш, море. Демек на Квентин Тарантино не му текна и на Мартин Скорсезе како да го допиша сценариово, ако филмов доби 12 Оскари и 17.000 глобуси, златни мечки и палми и све, и сите внесве спаднавме и сите што го имаја гледано чутеа, не правеа спойлери за да му е интересно на другиве што ќе го гледат отпосле. Најакото што можеш ја окажеше, ќе видиш брат, гледај го. Не. Тој решил да го препиши сценариото. Не мислиш дека малце е преамбициозно, брат? Бандо, се надевам дека уживавте. Ако да, тогаш лайк и subscribe. Ако не се нервирај.